Фатма, насила ме присиливте да дојдам тука. Можем спасоте во топење олово. Па добро велиш, спасоте во топењето Многу олово. злонамерни очи ве гледаат. Слушнавте ли? Многу. И тоа многу злонамерни. Полека бе, Хасан. Полека се качи врз мене. Молчи, молчи. Дај Боже очи да не им гледаат на тие завидливци. Топлина ме удрима, мамо. Молчи. Еј, море вие злобни очи. Еј, море завидливи очи. Еј, море вие злобни очи. Еј, завидливи очи. Разбравме бе, господјо Бедија, нека излезат очите, доста. Молчи. Ај, сега сакам да ве замолам нешто. Замолчете сите. Ке се помолам. Што гледаш, господјо Бедија, кажи? Жими Бога, Фатмичке, се е јасно како во огледало. Се гледа јасно. Кажи ни тогаш, кажи. Чекај ти Бога да се... Седи. Ти тука седи. Седите. Рамис Ефенди, и ти дојди седни тука. Ајде, седни. Оф, мамо. Што оф? Немој ти мене оф. Седи. Сите да молчите. Јас овде гледам... Не. Прво да ви кажам што не гледам, Фатмичке. Што не гледаш? Кажи ми, што не гледаш? Во најскоро време кај вас не гледам внуче. Аха, знае. Јас ништо не и кажав, но таа знае. Ќерка ви Хатиџе не е трудна. Не сум. Нели ти ни кажа дека е бремена и дека е машко внучето, господјо Бедија? Ние можеме да се излажеме, Рамиз Ефенди, ама оловото не ме лаже. Хатиџе не е причината што не е трудна. Што гледате бе? Тебе те гледаат. Ти си причината. Би излажал ако кажам дека не помислив на тоа. Рамиз Ефенди, овој вашиот Хасан многу е слабичок, ичне Бе вас сила, има. немоќен, Хасан? И тоа многу е немоќен. Јас не сум немоќен. Кажи им, Хатиџе, кажи. Молчи, Хасан! Немоќен, Хасан! Рамиз Ефенди, Олам? Хасан треба да јаде. И тоа добро да јаде. Например, треба да јаде мед, пекмес, кајмак. После треба да пие многу млеко, после лешници, бадеми, ореви. Многу да јаде. Ке му дадеме да јаде се ке јаде. Господјо Бедија, што друго гледаш? Намик го гледам. Кој намик? Колку намик има Вахиде? Боже, кажи ни што гледаш, ајде. Овој вашиот убав намик, еве се жени. Што? Значи дека мојот внук намик ќе се жени? Јас така гледам, Рамиз Ефенди. Чекај. Јас не гледам. Убава ли е девојката? Убава ли е? Убава и преубава. И тоа како? И многу ќе бидат среќни. Не разбирам ја. Која е ова девојка, ја гледаш ли? Не вресте.
Види, види, види. Убава мома. Тенка како фиданка. Ова ли е невресте? Ете тоа. Ти веки, ти Сега тие очи. да видам и јас. Ти види, Бог ја сакал и ја создал. А дали ја гледаш бојата на очите, господјо Бедија? Што рече ова девојче Фатма? Не ја обрнувај внимание, господјо Бедија. Кажи што имаш да кажеш, ајде. Види, Вахиде не сака да се мажи. Мислам дека се плаши да се омажи. Никогаш нема да се мажи. Ќе останела дома, така ми кажа. Затоа така се налоти. Мислам. Ти го познаваш ли капетанот Ахмет? Не. Тој бил учител во воената школа во Битола. Инженер за топови. Инженер за топови ли? Да. Што ти е? Јас познавам еден инженер за топови. Ахмет Екрем. Ама не е можно да е тој. Пред многу долго време го испратија на задача во Дамаск. Тогаш не е тој. Знаеш ли дека Ахмет Екрем е еден од луѓето кои што најмногу ги сакам? Тој беше првиот кој што ми ја даде идејата за слобода. Ми даде книги да читам. Ме научи да се борам за народот и за татковината. А откако замина во Дамаск, немам ништо слушнато за него. Не се врти Дилавер, не следат уште од Песочана. Ај, ама е чудно. Кажи што гледаш. Фатма? Молам, кажи. Фатма, ви завршија лошите денови, еве така Што гледам. велиш, господјо Бедија? Жими Бога малку измешано, ама така ми се гледа. Види што гледам. Гледам едно момче како Арслан, качен на конј. Аха, и на тој конј вам ви носи голем късмет, големо богатство. Што? Богатство ли носи? И тоа, големо богатство. Како да речам, вие сте седнати врз ова богатство, ама аберси немате за ова богатство. Ама ова момчево, овој убавец, за ова богатство и ќе ви каже, и ќе ви го покаже. Кажи истина, ќе не каже. Е, така гледам, ма Фатма. Од устата мед ти тече. Кажи, продолжи. Кажи што уште гледаш во богатството. Кажи, Бедија. Гледај сега, Рамиз Ефенди. Видов. Овој благословен гостин некаде за 3 времиња ќе ви чукне на врата. Не знам точно за колку време, ама до 3 времиња. За 3 месеци, 3 недели или 3 дена, навистина не знам, не сум саглам, ама тројката е саглам. Господјо Бедија, види данес е 300 години. Сигурно ли е дека се 3? Дај Боже, толку долго да не трае, ама види, ви носи голем късмет. Леле. И тоа за некого голем късмет откуќава. Некој во куќава ли ќе има среќа? Кој? Кој ќе има среќа? Чија рака ли ќе ја побра? Како да ја гледам Зарифе, Бога ми. Жими Бога како да ќе го освои нејзиното срце. Кој ќе ја сака мојата Зарифе, а? Ете овој Арсланов, нели ти реков? Се качил на конјот, море и се курдисал, а косата далги му се вее на ветерот, а тој личен. Еве, Долга коса ли има, мори? веќе до толку не можам да знам, ама многу е лично детево и многу е силно. И многу храбро момче. Фатма, кој би можел да биде, Фатма? Па не знам. Јунак со долга коса, јас не познавам. Не познавам. Уште, што гледаш, господјо Бедија? Ајде, кажи. Се умори веќе, Фатма, тоа е се готово. Во ред, но јас не го видов богатството. Кое е богатството? Покажи ми.
Ете, ова овде е богатството. Вие стоите врз него, врз богатство. Ова е Рамис, а ова сум јас. Момчево доаѓа, ви го дава богатството и сака да се ожени со Зарифе. Ете толку. Чекај, Мерием. Фатма, јас размислував и не и верувам на Бедија. Зошто не и веруваш човеку? Не и верувам. Среќата ќе ни дојдела, па ќе ни дојдела, богатство ќе ни донесела, море ќе ни донесела богатство, не умри магаре до зелена трева. Види, гледаш ли што прави овој господја Бедија? И среќата кога ќе дојде, така ќе правиш? Нема да дојде кај нас. Господја Бедија ја меша нашата куќа со куќата на Џабар Ефенди. Не, кај вас доаѓа, ете. Дури и да дојде, ќе си ја скрши ногата на 100 метра пред вратата и нема да влезе. Доаѓа, вела. Се согласувам со тебе, татко Рамис. Молчи ти. Готово. Еден ден ќе ми речете, ми кажа. Што зборува? Тој јавал на конј! Тој јавал на конј! Тебе многу те сакал. И тој бил многу силен. И имал долга коса се до овде. Боже, боже. Мамо? Мамо? Тато? Сега ќе ви кажам нешто, нема да верувате. Нема да ви се верува. Кажете? Кажувај, ќерко. Некој доаѓа. Кој? Среќата ли е? Се качил на она. На конј ли? Такво нешто, такво. Остави го конјот. Кажи, кој доаѓа? Еве. Рамис. Зарифе! Ма, го знам овој глас. Молчи, Рамис, молчи. Ај, Зарифе! Слушнете што ќе ви кажам, седите врз едно големо богатство. Подобро ќе беше да бев слепа, Вахиде. Рамис. Од кај излезе овој Рамис? Не знам, Фатма. Мамо. Рамис, колку лошо не гледа овој. Кажи му нешто, кажи му нешто. Да му Кажи кажам ли? Што бараш тука, бе? Зошто дојде? Будала! Добро му го кажа тоа. Јас не сум будала. Зарифе, што ти е на тебе? Што зборуваш? Мојата Зарифе. Кој ја тепаше мојата Зарифе? Што? Тато, јас да го пукам ли овој? Еве го Арсланот, што ми се прикажа. Кој? Овој ли? Како што ви реков, гостинот со късмет. Така е. Што вели? Глупости. Зарифе, најдов богатство. И тоа токму под вашата куќа. Што вели? Вели нашо богатство под куќава. Што? Не е можно. Е сигурно дека не е можно, Хасан? Не може. Може. Чичко Рамис? Што е ова тогаш? Што е ова? Ова е мапа на богатство. Дај да видам. Мапа на богатство.
Фатма, сакаш ли да... А? Као ти да бе, ги гледаш ли? Не ги гледам. Ги изгубихме. Кога ќе се вратиме, ќе имаме проблем со оној Абдул. Да. Ќе мора да најдеме некакво чаре. А и онака се сомневаше во тебе, сега и мене ќе ме земат назад. Мора да најдеме некаков изговор за тоа каде сме биле. Ајде од тука на главната улица ќе излеземе. И ќе најдеме пајтон што оди за Битола. Поправо си, брат. Татко Рамис, Молам, Хасан? можно е овој намиг да е во право. Вистина кажувам. Ти молчи! Така ли велиш, Хасан? Така велам. Зошто така велам? Види. Ако ова овде е песочан, ако ова се карпите со водопад, ако е ова бунарот, Тука е и шумскиот врв. и шумскиот врв е тука, и ова би можело да е вашата куќа. Така ли велиш? Така. Види сега, Хасан. Ова нека е песочан. Види вака. Да мислиме. Пази, ако ова не се карпите со водопад, ако ова не е шумскиот врв, ако ова овде не е бунар, тогаш и оваа куќа не е наша куќа. Можно и да не е. Вие седите врз едно големо богатство. Татко Рамис, вакви работи им се случуваат на умоболните. Јас не сум умноболен. Го чу? Еј, Господе, Господе, ти дај му ум на овој мој маж, мили Господе, ама дај ми и мене. Господе, не заборавај го и мојот. Не, јас нема да издржам, ке морам да кажам. Рамис, да не цркнеш млекару, Рамис. Господ прво ти го зема умот, потоа и имотот. Ти какво богатство бараш по умот на овој лудак? Ти од каде знаеш дека не ја зборува вистината, ма? Не, јас пак нема да издржам. И пак ќе кажам, да не цркнеш, Рамис. Фатмама, късметот ти дошол, аман баба ти стрпи се малку. Аман, златна сестро, и ти ли им веруваш на зборовите на овој спанач? А ти се молам, јас го видов кога гатав. Фатма, ти не слушна ли? Господја Бедија што рече? Богатството се појавило во гатањето. Зарем ти не и веруваш на господја Бедија Хатиже? Влези. Бато Ахмет? Мустафа? Брате, Брате, Мустафа? Ахмет Екрем? да, ти кажував попат Дилавер. Бато Ахмет е еден од луѓето кои најмногу ги ценам во животот. Еден, два, три, четири, пет, шест, седум, осум, девет, Стој. 10. Застанав. Заврти се кон север? Се завртив. Убаво. Сега продолжи. На колку застанав? 10. 10, 11, 12, 13, Ете, тука е богатството. Види, 14, види колку 15. сум умен. Тато! Оди бе. Види, ти ќе дојдеш со мене и ќе бидеш мирен. Татко Рамис тука 16. Дојди ваму. Овде 16, 16, 17, 17, 18,
18, 19, 19, 20, доволно е. Заврти се сега навака. еве, се завртев. 20, Уште малку. 27, 22, 23, 24, 25, 26. Застанав. Тука ли е? Тука е богатството. Ајде, Хасан. Ајде, мој Хасан. Кажи Господ на помош. Ајде, држи. Кажи бе Господ на помош. Господе, помоши. Удри го копачот. Ајде, Господе. Бе во Дамаск кога слушнав дека те убиле. Насекате се зборуваше дека сите што учествувале во атентатот на Абдул Хамид биле убиени. Тоа беше многу тежок ден за мене. На мајка ти можев да испратам само едно кратко писмо со сочувство, ама не добив одговор. По некоја среќа само јас успев да се спасам од Ахмед. Ама за жал сите мои другари Видете ја судбината. Мустафа мислеше дека во Дамаск сте се разболеле и сте умрели од колера. Значи, двајцата сме привиденија, Мустафа. привиденија сме. Најде нешто, Хасан. Уште ништо нема, татко Рамис. Рамис Ефенди, уште колку ќе копате? До кога ќе одите по умот на лудиов? Јас не сум луд. Молчи, тебе не ти зборувам. На мојот маж му зборувам. Тебе ти зборувам, Рамис Ефенди. Велам уште колку ќе копате? Додека да најдеме, Фатма. Еј, Господи Боже. Малку ум имаше, пари немаше. Сега и двете одеднаш ги немаш. Браво, Рамис Ефенди. Господе! Што е, Хасан? Изгледа го најдов, татко Рамис. Го најде ли? Чекај јас да дојдам. Да влезам натре, да копаме и да го извадиме. Копај, копај. Копај. Зарифе! Видели колку сум јас късметлија? Иш! Иш! Копај, копај. Удри по нешто тврдо, татко Рамис. Галиба го најдовме богатството. Нели ви реков јас на вас? Го гледате? Види што излезе. Што е сега ова, Рамис Ефенди? Бокал. Кажи, дали во него има злато? Чекај да видам. Ништо. Ама можеше да има? Еј, луд човеку, еј, во дворот на еден млекар, какво богатство може да има? Ајде бе, ајде. Да не поверувавме, немаше да копаме и ќе ни останеше во умот. Мене немаше да ми остане зашто воопшто не поверував. Браво, керко моја, браво за тебе. Ти си со мене. Слушај сега добро. Види Рамис Ефенди. Јас ќе влезам внатре и еве вака ќе стојам. Потоа веднаш ќе излезам во дворов. И тогаш ниту сакам да ја видам дупкава, ниту сакам да го видам овој намик, спанаќов. Ме разбрали? Ме разбра? Ако ги видам, тогаш ни тебе не сакам да те видам. Ме разбрали? Разбрав. Ајде, ајде сите, ајде. Ајде. Полека, полека ќе паднете. Полека. Внимавај да не се удриш. Ајде. Татко Рамис, Молам, Хасан. јас велам што ми ја ископавме оваа дупка тука, да го закопаме спанаќот и ќе го јадиме напролет. Марно ти текна. Ќе се испаши и нема да дојде повеќе. Намик! Молам. Дојди. И ти малку покопај, па ние се изморивме. Важи. Дојди. Дај ми ја раката. Дојди. Ете, така, полека, така. Чекај сега јас да се качам. Ајде сега. Ајде. Земи ја лопатата. Ајде, копај.
Ajde, kopaj, kopaj. Ajde so gospod napred. Oj! Ode! Ne begaj! Ne begaj, čekaj! Nema da ne patiš, Dojdi, ne begaj! Stegaš se ga! Рече си сите мои студенти се кандидати за офицери и се влюбеници во слободата. Например, има еден твој истоименик. На втора година е, се вика Мустафа Кемал. Тоа момче со својата интелигенција и храброст прилично оскокнува од своите соученици. Верувајте, кога ќе видам такви млади деца, се повеќе ми расте надежта дека ќе ја дочекам револуцијата. Дай Боже. Дай Боже, дай Боже. Ако е така, вашите студенти од сега ќе го читаат вестникот Феријат Бато Ахмет. Повели. Лези, Командире, кажи Хусейн. командире, грците испратиле војска на Крит. Што? Да. Излеговте од Песочан и што се случи потоа? Господине, знаете дека по ваша наредба го стедевме господин Дилавер, само Не го држи јазикот за забиве човеку, зборувај. едно време откако им изгубивме трагата, без да приметиме, некој не нападна. Сме се онесвестиле. Абе, глупаци едни, глупаци едни. Кога ги отворивме очите, немаше никој. Не видовме кој не нападна. Токмаци сте вие. Една работа не знаете да завршите. Ајде излегувајте надвор, губете се. Писару! Повелете, господине. Испратете двајца војници кај Дилавер дома. И штом се врати дома, веднаш да ми го донесат. Разбирам, господине. Глупаци едни. Глупаци едни. Една работа не може да завршат. Се плашам дека вака многу лесно ќе го изгубиме и Крит, брате. Се ќе речам за Абдул Хамид. Ама не можам да го наречам предавник, брате. Да си го сака престолот. Ја сака и власта. Прави зулуми врз народот. Ама и тој колку и ние ја сака татковината. Нема да дозволи така лесно да го изгуби престолот. А и нашиот народ. Тој не е мртов, ако е потребно, сите заедно. Граѓаните, селаните, со пушки, со камења ќе се бориме за својата земја. Нека се прогласи мобилизација, јас прв ќе одам на фронтот. Ќе се борам до последна капка крв. Само да дојде до тоа. Ако работата дојде до тоа, заедно ќе одиме и заедно ќе се бориме, брат. Што рекол Абдука Чавуш на бојното поле, знаеш? Ако умреме, зарем ќе пропадне светот. Османлиите скапо ќе наплатат за ова, господин амбасадор. Мојата земја е подготвена да војува, голем везиру. Многу сте сигурни во поддршката од Франција и Англија. Ама војните ги добиваат народите, а не спомениците. Везиру, кажавте се што имате? Кажав, можете да си одите. Ајде, Татко Рамис, молам Хасан. оној спанаќот ќе дојде ли повторно? Нема да дојде, се исплаши го, виде. Хатидже, Молам, ај земи го ова. што е ова, мамо? За Хасане, самата го направив. Да знаеш што се има внатре. Слушај, да ти кажам, еве вака, пекмез, мед, дудинки, млад кромит, таан. Еве вака ги толче, вака. Мамо, многу лошо мириса, ми се гади од ова. Не треба да ти се гади, треба на Хасан да му се гади. Виде Слушна како? што рече господја Рече, Бедија, а? како? Наутро и навечер ќе му даваш. Па што ако му се гади? Ти не треба да се гадиш, Керко, не треба. А? Ајде. Ајде, ајде да се одиме. Ајде. Останете со срциња. здравје, ќе се Ајде, довидување. Ќе се видиме, ајде. Ајде. Хатидже. Ајде! Татко Рамис!
Ајде, ајде дома. Ич, немам намера да се откажам, бидејќи сум многу паметен. Алекс, Молам, дедо. јас имам едно пол саат работа. Може ли сам да се снајдеш? Можам, дедо, можам. Требаше да купиме една нова штала. Слушнав дека господја Бедија продава една штала. Одам да ја видам. Добро, дедо. Ајде. Зарифе? Зарифе, мила моја сестричке. Не те слушам, дадо. Оф. Мустафа Екимот рече ќе помине, ќе слушаш, ќе оздравиш. Ајде, Диловер. Дојде време да одам. Добро, брате. Сигурен ли си дека можеш сам да се справиш со Абдул? Не грижи се, јас ке средам. Ајде, ајде, чувај се. Ајде, се гледаме. Поздрави дома. Ти благодарам. Нели поумотно оној будалјан влеговте во бунарот, Хасан? Браво за вас. Јас многу сакам да влегувам во бунар, Хатиџе, само да е жив татко Рамис. Ха-ха-ха, многу се смеам, Хасан. Не гледаш? Што е, не се смееш повеќе на моите шеги? Ајде, треба да влезеш внатри да јадеш нешто. Што е тоа? Мајка ми ова ти го прати, рече дека треба да го јадеш, а и господја Бедија го рече тоа. Јас не ја слушав господја Бедија. Господја Бедија рече, ако Хасан јаде од ова, ќе стане многу силен. Јас сум силен. Таа жена мене ме клевети. Ама знаеш што е најлошото, Хатиџе? Не знам. И ти и веруваш, неиз. И ти и веруваш. И двете и верувате. Тројцата и верувате, а мене сите ме клеветите. Те клевети ме ли? Ме клеветите. Јас немам никаква мака за да немам деца. Па тогаш проблемот не е кај тебе, туку кај мене. Јас тоа не знам. Што значи не знам? Ти немаш проблем? Јас сум имала. Тоа сакаш да го кажеш? Не знам веќе дали сакам да кажам вака или сакам да кажам така, кажувајќи вака. Хасан! Молам? Сакаш да ме навредиш? Ми се тресат и рацете и нозете. Да, знам. Јас немам никаков проблем. Така да си знаеш. И јас не дозволувам да ме клеветите и ти да си знаеш. Хасан, ти мене ми викаш? Ти викам, па што? Не можеш да ми викаш. Еве ти викам. Хатиџе! Значи сакаш да ми викаш. Тогаш викај. Не те слушам. Јас сум маш во оваа куќа! Јас сум стол во оваа куќа! Господине Диловер? Да, повелете? Господинот Абдул сака веднаш да ве види. Прво да го оставам куферов, може? Веднаш сака да ве види. Штом сака веднаш, тогаш да одим, ајде. Кажете му на тој Вујкови да не седнува на софрава. Војче не седнува на софрата. Кажете и на Вујнави дека не сум гладен. Војче не е гладен. Кажете му на Вујкови да не седнува на софрава, да не јаде ништо и сосема да остане без сила. Војче! Кажете и на Вујнави не се слуша што зборува. Така да и кажете. Кажете му на тој Вујкови, ако каже само уште еден збор, ќе станам и ќе го истепам. Што вие?
Хатиджа? Бато? Бато, седни на масава. Господја Хатиџе мене не ме кани на софра, Мерјам. Господја Хатиджа. Да, изгора на тоа ми се сомнева во машкоста. Уф, бато. Не пред децава. Господе, како што вели мајка ми, чувај ми го умот, Господе. Господе, ти како што вели татко Рами, земи ми го умот, земи го. Што ви е вам? Фатма, Што е? Фатма, Што е? Фатма. Што, Рамис Ефенди, што? Фатма, јас си го знам името. Не гледаш дека имам работа? Сакам да се смириме. Не труди се напразно. Фатма, види што ќе ти речам. Нели од дворот излезе еден бокал? Погоди, чиф е тој бокал? Твој? Не е мој. Па чиј е? На мојот прадедо Мустафа Рамис Намик. 3 генерации го бараме. И јас имав късмет да го најдам. Така ли? Па, штом си имал късмет да го најдеш бокалот на дедо ти, што треба јас да плачам од радост? Ама не е пра. Што? Дедо. Ајде, Господе, чувај ми го умот. Ајде. Вахиде, Што е? јас дојдов. И? Што се случи? Ја завршивте ли работата? Ја спасивте ли татковината? Вестите не се добри. Што е пак сега? Испратиле војска на Крит. Што велиш? Војна ли ги има? Да не е прогласена мобилизација? Да одам веднаш да се пријавам и така ќе се спасам од тебе. Не се радове на празна. Ти си девојка, нема да те примат во војска. А и ако се прогласи мобилизација, јас прв ќе одам. И така ќе можеш да се спасиш од мене. Ќе видиме кој ќе оди прв. О, Мустафа се врати ли? Да, чичка Рамис. Добре дојде. Добро те најдов. Ми недостигаше. Искрен да бидам, и ти мене ми недостасуваш. Епа, кажи што има ново, што се случи, ајде. Слушај вам, немој да си кажал дека ќе има војна. Ќе ги сплашиш мајка ми и татко ми. Влези. Дилавер туку што пристигна, господине. Нека влезе. Повелете. Добре дојдовте, господине Дилавер. Вие ме повикавте итно во вашава канцеларија. Може ли да знам зошто? Сакав само да поразговараме. Во врска со што? Во врска со вашата прошетка до Битола со Намик, внукот на млекарот Рамис. Што сакате да кажете? Само бев љубопитен. Јас не можам да се занимавам со вашата љубопитност. Застанете. Може ли да видам што имате во чантата? Не. Ако не ми дозволите, можам насила да ви отворам. Воопшто не се сомневам. Отворете, реков. До Битола отидовте и се вративте со празна чанта, господине Дилавер? Не должете. Ако имате конкретна причина, ќе му уапсите. Не можам да се расправам со вас.
Господине Каймак. Здравje, gospodine Dilover. Zdravje. Bajtar Efendi! O, dobar den, Džabar Efendi. Dobar den, sakav da prašam, kako je Aleks, a? Podobar je, podobar. Ама се уште лежи. Сопоми нека му е Бajtar Efendi. Много зло историја на младите, така да знаеш. Така е, Džabar Efendi. Многу зло им сторија. И двајцата се за никаде. Ама не кажи се млади, се ке заздрават бргу. Многу бргу ке заздрават. Да си жив, Džabar Efendi, да си жив. А ти каде трна вака по Сабајле? Абе, слушнав дека ова господја Бедија продавала штала. Одам да ја видам. Значи шталата на господја Бедија, а? А што ќе правиш ти со таа штала, бе? Што ќе правам, бе, море Džabar? Што ќе правам? Ќе лешам стоката. Дома не можем веќе. Не оди. Ајде, остани ми со здрави. Што се случи, Јорги? Многу си ми некако насмеан. Има вести од Битола, Димитри. Какви вести има што толку си се израдувал, Јорги? Ќе имало војна меѓу османлиите и грците, Димитри. Што зборуваш ти, бе? Велат грците во Крит подготвувале војници. Сигурен ли си? На чело со синот на грчкиот крал, така велат. Ете сега османлиите ќе се притиснат во ќош. Нема да може да се расправаат со нас додека војуваат со грците. Така ние полесно ќе можеме да правиме што сакаме по селава. Во Битола за оваа војна најмногу се радувале нашите, Димитри. Ќе се радуваат, Јорги, се разбира дека ќе се радуваат. Долго време ги чекавме овие денови. Ќе се радуваат. Многу чекавме. Многу. Господи Бедија, сакам да ти ја купам шталата. Ке ти дадам пари колку што сакаш. Што зборуваш, бе, море, Džabar Efendi? Знаеш дека јас сакам да ја купам. Задоци, бе, море, јас ја купив јас. Зошто правиш вака, бе, Džabar? Знаеш дека таа штала мене ми треба. Згоре на се ти не можеш да дадеш толку пари што ги баре господја Бедија. Зошто да не можам, бе, море? Зашто ќе ти дојде многу скапо, ете затоа. Ајде, кажи, господја Бедија, колку пари бара за твојата штала? 500 лири бара, бе. 500 лири? Видели дека не може да платиш? Ајде, да те видам. Džabar Efendi. Ќе дадам 500 лири, бе, море. Ќе дадам. Бајтар Кажи, Ефенди. господја Бедија, мене ќе ми ја дадеш. Зошто тебе да те даде? Зошто да ти ја даде тебе, бе, море? И јас сакам да ја земам. Ќе ми ја Јас дадеш. се поборев многу порано од тебе, многу. И јас сега и ја барем и ќе ја платам. Зошто мене да не ми ја даде? И на двајцата не видавам. Видели што направи, бе, Džabar? Ни на двајцата не ни ја дава. Не плашете се, почитуван амбасадоре. Османлиите нема да имаат храброст да интервенираат во Крит. Бидете сигурни. Јас сакам да ве известам дека во име на нашата влада и кралица ќе бидете заштитени од нас. Крит е веќе грчки. Бидете спокојни. Господине? Да. Стигна информација дека султанот Абдул Хамид прогласил поход. Османлиските сили тргнале кон Крит. Бато?
Батенце, Хатидже, Молам, Хасан. јас ти го прифаќам твоето извинување. Јас не се сеќавам дека ти се извинив. Хатидже? Оф. Ти го прифаќам извинувањето, ама дали рече нешто што јас не го слушнав? Рече ли? Така, нека биде маженце моја. И јас го прифаќам твоето извинување. Еве. Кога јас тоа сум ти се извинил? Кога? Затоа што ми викаше. Ако е така, прости ми, женичке. Хатидже, Хасан, Хатидже, е тогаш изиди го, штом се смиривме, Хасан. Те молам, ајде. Што е ова, Хатидже? Па ти кажав, нешто со пекмес. Нели ти многу ги сакаш овие работи со пекмес? Нели многу го сакам ова? Не го сакам ова, многу лошо мириса. За моја љубов, Хасан. Види, Хатидже, за твојата љубов би јадел и нозе од мртво магаре. Ама ова не го јадам само за тоа што го кажа она магепсничка бедија и толку. Хасан...